Никако во оваа наша утринска тема, која што ни беше договорена и многу пред она која што нели се случува во моментот или во текот на изминатото деноноќе, е и сезоната која ја живееме, односно периодот во кој што се наоѓаме, зимскиот период, особено добрите ден за оние кои што ги сакаат зимските спортови, оние кои што сакаат да се забавуваат, да се рекреираат на планина, но важно е да се потсетиме дека не само тоа што можеме да уживаме на планините, особено кога имаме снежна покривка, а знаеме дека не се најува и снег на повисоките места и во предстојните денови. Значи, покрај уживањето треба да се чувствуваме безбедни, односно да бидеме безбедни, но и да бидеме едуцирани и информирани. Како и во кои случаи или што би можеле да бидат ризиците со кои што би можеле да се соочиме токму во нели тоа наше уживање или прошетка на планина или скијање или било кој друг зимски спорт, но и едноставно ризиците кои што постојат, но и оние непредвидливи ситуации со кои што најчесто се соочуваат подготвени од планинарските спасителни организации. Една наша планинарска спасителна организација со која што утринска на Тилма има добра соработка и во изминатите сезони е токму и Асклепи и имавме можност да се информираме и за нивните обуки во изминатите години, па верувам дека ова е одличен период да тоа го направиме и во овие утрински моменти со Константин Циривири, токму од оваа планинарска спасителна организација со кој што некако договаравме гостување во студиото, но повторно, како велиме, не можеме се да предвидиме. Добро е да сме во добро здравје, а Константин, верувам дека тоа кај вас е сега така и ви благодариме што и покрај можеби малку нелагодностите во однос на периодот или вирозите со кои што многумина се соочуваат, сепак сте заедно со нас вака онлайн да може да ги информираме нашите гледачи за она кое што е ваша активност во овој период. Добро утро. Добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата за учество во емисијата. Да. Имаме некако поврзување во утринската тема и со она кое што во моментов е актуелно, а тоа се за жал поплавите кои што ги имаме во делот нашата земја, но и она кое нели е важно да го знаеме во овој период, а тоа е можноста за и барање помош за спасување на планина, но и она кое што се случува во Асклепи, како организација која што постои долг период и како искусни професионалци кои што ги реализираат тие обуки за спасување на планина, добро е да првенствено се информираме за актуелностите, што е она кое што е актуелно, особено во овој период од годината минатото, кажува дека имате обуки, но каква е состојбата во моментот и што е најново со Асклепи? Па Асклепи последниве години се занимава главно со спроведување на обуки. Интервенира на терен само кога има потреба. Во моментов правиме обуки со правни лица и со поединци кои се заинтересирани да ги надградат своите вештини за спасување на планина. Во моментот течат две такви обуки кои што се однесуваат на спасување во зимскиот период, она што е актуелно во моментов, бидејќи деновиве, како што споменавте и вие, имаме снежни врнежи кои се интензивни. За жал дојдоа малку покасно во текот на годината, што од своја страна си има и своји последици, бидејќи луѓето некако ја очекуваа зимата. Вообичаено чекаме уште пред почетокот на зимскиот распуст да дојде снегот, па некако желни луѓето за снегот, сите оние кои се движат на планина, веројатно ќе сакаат да пробаат дел од оние активности кои вообичаено ги прават на планина, зашто ќе треба многу внимание, мудрост, заради тоа што сега желбата која што е потиснувана, можеби веќе месец дена наназад, ќе треба добро да се исконтролира. Да, Константин, секогаш велиме дека природата е непредвидлива и дека навистина треба многу да се внимава, особено вака како што и вие пред малку најавивте, кога имаме голема желба, а немаме снег и сега кога ќе го имаме во изобилие, треба да бидеме паметни и мудри во нашето однесување. Може ли да ни потенцирате кои се најчестите грешки кои што луѓето на планина знаат да ги направат, да ги споделиме оние совети кои што навистина треба да допрат до секој ден кој што наредниот период би заминал на планина? Планините функционираат со одредена закономерност која што треба да се познава. Основната грешка е непознавање на закономерноста по која што функционира планината
и тоа непознавање ги става посетителите на некој начин различен свет, и покрај тоа што тие во моментот се на планина, се присутни на планината, меѓутоа не можат да ги препознат знаците што ги дава планината, во принцип што е дозволено, што е возможно да се направи во даден период, секако земајќи ги во предвид подготвеноста на посетителите, опременоста на посетителите, бројот на група на членовите што се наоѓаат во групата, каква е целта. И најважно е да се формира еден начин на размислување дека одењето на планина е заради учење од планината, размена на некакво искуство со планината, а не заради постигнување на некаква географска цел. За жал, во последниве години со влијанието на социјалните мрежи тоа се претвара во некаква цел за промоција на социјалните мрежи во заедницата, во својата група на пријатели, при што често настануваат грешките затоа што луѓето се водени од целта која што ја зацртале кога биделе дома, уште пред да ги изанализираат условите кои што владеат на планината. Во основа за безбедно движење на планина неопходно е да се почитува планината, да се почитува планината треба таа добро да се познава. За добро да се познава потребно е да се добие добра едукација од оние места или едукатори кои се компетентни да даваат едукација. Инаку само наречени едукатори или едукатори на реторичка основа може да бидат многу штетни. Значи, коренот на сите речиси несреќи во планината настанува заради непознавање на правилата на функционирање на планината. Да, и кога сме веќе кај познавање или непознавање на правилата и само наречените едукатори и она кое што се случува кај нас, што можеме тука да споделиме во контекст на информираноста кај граѓаните, што всушност значи безбедност на планина, колку сметате или имате чувство дека се информирани со оглед на вашата секојдневна работа, особено во овој период, и можеби спасителните акции во кои што учествувате. Ако зборуваме за минатот или од година во година, има ли подобрување и што тоа значи во однос на бројката на спасителни акции или незгодни ситуации кои што се случуваат на планина? Доколку ги гледаме бројот на несреќи сами по себе, тој се зголемува, меѓутоа тоа е резултат на зголемениот број на посетители на планина во зимно време, што е секако многу позитивна работа заради тоа што културата за планинарење и престој на планина, независно дали во лет или во зиме, се зголемува. Меѓутоа, зголемување на бројот на посетители во зимскиот период е исклучително важен параметар за нивото на култура која што постои во една средина. И тоа е секако еден позитивен тренд. Меѓутоа, од друга страна, постои голема диспропорција помеѓу бројот на посетители на планината и на познавањето на основните принципи за безбеден престој и движење на планина, заради што и се јавуваат зголемениот број на несреќи и покрај тоа што опремата, технологијата напредува, кое што само по себе би требало да биде еден значаен фактор за намалување на несреќите. Третиот хендикеп е што во државава немаме еден унифициран систем за заштита и безбедност на планина. Ние пред 5 години формиравме Национален сојуз за планинско спасување, кое што од пред 10 години членка на Меѓународната организација за планинско спасување ИКАР, и се обидуваме да воспоставиме на ниво на држава унифицирани стандарди за безбедност на планина и за планинско спасување. И мора да кажам, за жал, дека тоа прилично тешко ни оди да можеме да го имплементираме како дел од постоечкиот систем, не само за спасување на планина, туку и за системска едукација на луѓето кои сакаат да се движат на планина, бидејќи безбедноста на планина се состои од два дела. Прво, превенција. Превенцијата е во кревање на свеста, кое што повторно почива на едукацијата, и второ е спасувањето, кое со исто така треба да биде да почива на добра едукација, добра опременост и примена на меѓународно докажани стандардни оперативни процедури, кои во овој случај треба да бидат препораките на Меѓународната комисија за планинско спасување ИКАР,
кое што Националниот сојуз за планинско спасување ја спроведува преку своите членки. Константин, кој би бил вашиот совет до гледачите? Што е она прво што треба да го направат во ситуација, во ваква некаква ситуација, доколку се најдат, доколку се случи некаква незгода, се на непристапен терен, се во зимски услови, може би паѓа снег и така натака, бидејќи најчесто знаеме дека настапува паника и може би не секогаш се реагира најрационално, така што кој би бил вашиот совет за тоа како правилно треба да се однесуваме доколку се најдеме во некаква таква ситуација? Секоја вонредна ситуација, каде и да се случи, носи со себе одредено ниво на стрес. На планина секако тој стрес, особено во зимскиот период, е поголем. Еден од добрите механизми за да се управува или да се реагира во услови на стрес е да се побара помош. Помош може да се побара доколку постои покриеност со мобилната мрежа, да се контактира некое лице кое што е поискусно, што го познава теренот, или доколку во регионот постои компетентна планинска спасителна служба, да се контактираат тие лица. Бидејќи не секоја несреќа на планина бари интервенција од спасителите, често пати добар совет во вистинско време може многу да помогне на лицата кои може би во моментот на јавување не се загрозени, туку се чувствуваат загрозени, загубени. Така да многу е важно да се побара совет, доколку не може да се воспостави мрежа заради непокриеност со мобилната телефонија, потребно е, тука е важноста на едукацијата, да се применат тие, ние ги нарекуваме стандардни оперативни процедури, што се постапува во различна ситуација, независно како е проблемот. Проблемот во зимскиот период може да биде најразличен од лавина, хипотермија, подвизнување, повреда и така натаму, и се тоа го усложнува и ги усложнува и можностите за решавање на проблемот и можностите за доаѓање и делување на спасителните служби. Да, тие се некои работи кои што и треба да ги знаат сите граѓани, но она кое што исто важно за ваше добро функционирање и работење се разбира условите кои што постојат, при тоа подготовките, обуките и сето она кое што е ваше знаење. Меѓу другото, треба да се има и една одлична соработка со ски центрите во нашата земја или онаму каде што нели се интервенира или ски центар со кој што работите. Каква е состојбата на тоа поле, иако знаеме дека и по тоа прашање имаме прилично така поголем број и дилеми за тоа како и на кој начин и оваа сезона ќе функционираат ски центрите кај нас. Да бидам искрен, оваа година немам точен увид како функционираат ски центрите. Согласно новиот закон за скијалишта и согласно и стариот, секој ски центар треба да има обезбедена служба за спасување, со тоа што согласно новиот закон за скијалишта таа служба треба да делува и надвор од периметарот на центарот, доколку во тој регион не постои служба за спасување. Тука мислам дека постои еден сериозен проблем. Меѓутоа, најдобро решавање на проблемот е кога еден организиран систем за планинско спасување, како што е тој кој што го имаме ние во рамки на Националниот сојуз за планинско спасување, каде што покриваме 5 различни сегменти: спасување на планински терен, спасување од воздух во лавини, со кучиња, би се имплементирал на нивото на целата држава. Во овој момент најважно е да бидеме препознати од институциите. Не станува збор, иако исклучително важна и неопходна финансиската помош на спасителните тимови, меѓутоа најважно е препознавање од страна на системот, заради тоа што обучените спасители со ентузијазам, еве го видовме и претходно Ангел од Велес зборуваше, можат да помогнат многу и во превенцијата и во спасувањето. Во крајна линија тоа е огромна заштеда на огромни средства за буџетот на државата и спасување човечки животи.
така и да се биде дел од ИКАР, како што споменавте и претходно, исто така е една голема привилегија, што меѓу другото докажува за вашата успешна работа. Ако зборуваме за највисоката категорија членство, со која што се стекне и Асклепи, веројатно треба исто така добра и професионална работа или на добро ниво, за да се задржи ова членство и за да биде во една координација со ИКАР. Така и тоа можеме да го споменеме како еден прилично важен факт. Од пред неколку години Асклепи го предаде членството во ИКАР. Асклепи беше член во ИКАР од 2016 година до 2023 година, кога го предаде членството на Националниот сојуз за планинско спасување, бидејќи во 2020 формиравме во земјава Национален сојуз за планинско спасување, кој што е член, го превзема членството од ИКАР и е во највисоката категорија член. Како членка на ИКАР, ние сме обврзани да ги имплементираме стандардите на ИКАР, меѓутоа тоа се проверени, докажани стандарди и се надеваме дека во скоро време ќе најдеме на разбирање и од институциите за да можеме капацитетите со кои што поседуваме во рамки на Сојузот да ги ставиме на располагање на општеството, од друга страна општеството да ни овозможи минимални услови да можеме да бидеме во служба на нашава земја, на безбедноста на граѓаните, независно дали станува збор за летен, зимски период. Нашите луѓе се во континуиран процес на обука и од година во година имаат повисоко ниво на компетенција за делување во вакви ситуации. Да, и бидејќи велите, Константин, дека секогаш сте во служба на граѓаните, зимската сезона е веќе започната уште кон крајот на 2025 година. Дали можеби досега, кон крајот на годината или на почетокот од новава, веќе имавте некаква интервенција, некаде интервениравте, некаде имаше потреба од вас? Да, колегите од различни сега веќе ние ги нарекуваме на членките во Националниот сојуз станици за спасување, иако формално го немаат добиено тој статус од релевантните институции во земјата, за кое што интензивно се бориме и работиме. Имаат постојано интервенции, за жал заради непостоење на организиран систем, тие интервенции се евидентираат само интерно во станиците и во Сојузот, не влегуваат во државниот систем за интервенирање, бидејќи не секогаш сме повикани од институциите на државата, некогаш станува повик, доаѓа повикот преку пријатели или директно од загрозените луѓе кои ги имаат нашите броеви. Секако има интервенции, за среќа за сега нема драматични, меѓутоа гледајќи ги, следејќи ги состојбите со новите снежни врнежи, очекуваме дека, бидејќи ситуацијата, посебно во делот со лавините и проводноста на планинскиот терен, станува по-комплицирана, по-драматична, не може да се исклучи појава на и некои поголеми несреќи, за кои во одредени региони, зависно таму кој од членките делуваат, имаме добро опремени тимови кои може да делуваат. Главно зборувам за регионот наша планина околу Попова шапка, Асклепи заедно со клубот Љуботен и еден приватен оператор на слободно скијање со една огромна механизација со која што располага, можеме да интервенираме во секое време. Во Националниот парк Галичице и во 5 општини околу Охрид, планинската спасителна служба од Охрид, кои се исто така опремени да може да делуваат во секој време и на секаков терен. Слично е во Осоговието на Пониква, Плачковица, имаме Галасица тимови, и тоа се со наши средства, не е финансирано од страна на државата. Се надевам дека оваа состојба нема да трае до бескрај, ќе наидеме на разбирање и системски решенија кон проблемите со кои се соочуваме. Така да, системските решенија и тоа како се потребни со оглед на тоа што станува збор за спасување на човечки животи. Вие веќе споменавте дека веќе сте имали некакви интервенции, но најчесто повиците ги добивате
познавајќи ги, односно луѓето доколку ве познаваат вас или некои други, па така станува или се доаѓа до контактот. Прашањето ми е дали треба да се во ситуација ако се најдеме без разлика нели каде во било кој дел од Македонија, треба веднаш да се контактира центарот за управување со кризи или можеби ете вашите броеви ако можете и вака јавно да ги дадете за луѓето да си ги имаат што се вели за секој случај. Видете, официјален начин на функционирање е бројот 112 преку Центарот за управување со кризи. Во одредени региони Центарот за управување со кризи веднаш ги контактира нашите тимови, спасителните служби. Во некои региони не постои таква комуникација од различни причини кои се некогаш од системска, некогаш од лична природа на лична релација и отсуство на комуникација. Во личната работка со директорот на дирекцијата за заштита и спасување и со некои други релевантни институции и фактори во земјава кои што работат на проблемот на кризниот менеджмент и се надеваме дека во скоро време ќе воспоставиме ефикасен систем, повторно велам во интерес на граѓаните, да не постои една конфузија каде треба да се обратат, кому да се обратат, бидејќи праксата покажува дека некогаш кога директно кај нас ќе се обратат, времето на реагирање, на решавање на проблемот е многу пократко отколку кога се оди по системски воспоставените процедури. И треба да се има еден одлично дефиниран начин за нели делување, односно пријавување, барање помош и она кое што треба да се направи во краток временски период, времето е клучно. Е особено важно кога станува збор за вакви спасителни акции. Константин, благодариме за вашето денешно утринско вклучување и на еден ваков начин каде што навистина позборувавме малку и за активностите, за тоа што значи постоењето на една ваква организација, начинот на кој што функционирате и она кое што е потребно за да тоа биде посовршено и што е најважно да може да се реализира и сето тоа во интерес на безбедноста на сите граѓани. Јас верувам дека како досега, така и понатаму утринска на Тилма заедно со вас се разбира ќе имаме можност да ги пренесеме и сите останати новитети и информации кои што се поврзани и со склепи, но и она кое што е најважно е информацијата да стигне до граѓаните во однос на, како што рековме, едукацијата и тоа што е важно да се знае за однесување на планина и при тоа доколку има потреба да се побара помош.